Добре дојдовте во новото понеделничко издание на емисијата 360 степени на МРТ1, во која имаме нов атрактивен соговорник, поточно соговорничка, Даниела Арсовска, градоначалничка на град Скопје и председателка на политичката партија Нова алтернатива. Господја Арсовска, благодарам што ја прифативте поканата. И јас на вас ви благодарам за тоа што имам можност да бидам дел од вашата емисија. Со Нова алтернатива најавувате учество на предстојните парламентарни избори. Во еден последен јавен настап рековте во сите 6 изборни единици. Пред да ве прашам околу изборниот настап, ме интересира зошто се решивте да преземете веќе постоечка партија, а не да формирате нова, бидејќи имаше и такви најави. Па добро, зависи од кого се водите. Ако се водите од манипулациите и шпекулациите кои што биле во јавноста, нели нормално секакви информации доаѓаат до ушите на околината, граѓаните и медиумите. Меѓутоа, она кое што го направивме заеднички со представниците, односно со тогаш актуелното раководство на Нова алтернатива, разговаравме, тие ме поканија официјално за тоа што знае за тоа дека имам аспирации да отпочнам нешто во политиката. Разговаравме, дискутиравме на сите заеднички теми, најдовме заеднички постулати практично околу кои што се обединуваме и одлучив да ја прифатам нивната покана и да продолжиме со Нова алтернатива на следните. Сакате да кажете дека немаше воопшто иницијатива за формирање на нова партија, бидејќи откако се појавија во медиумите тие информации, колку што се сеќавам, немаше демант од вас во еден ваш јавен настап на почетокот на оваа година, мислам дека конкретно на телевизија 21 дури го потврдувате тоа дека има таква иницијатива. Знаете како, во текот на едно деноноќие, а да не зборам за изминатите 2 години, во континуитет вие се што ќе се изнаслушате во медиумите. Јас не верувам дека постои било која индивидуа со толков капацитет да ги демантира сите лаги и манипулации, особено кои што доаѓаат од политичките куини на овие политички корумпирани елити кои што ги гледаме во изминатите 30 години дека оперираат на територијата на Македонија. И не гледав причина зошто јас секоја една вест која што излегува како лажна вест би ја демантирала и би навлегувала во нивната стапица практично да им откривам кои ќе бидат моите чекори. Морам да кажам дека сите беа верувам исклучително изненадени. И ме радува тоа. Ајде, истото прашање од друг агол. Немаше ли да биде подобро сепак да покажете дека може би имате капацитет да соберете 1000 подписи, 1000 пристапници за да формирате нова партија, отколку сега да ги слушате вие, веќе квалификувавте дел од тие муабети, дека, не знам, Миле Зечевиќ ви купил партија. Не сум прв, веројатно, што ви го кажува тоа. Не знам доколку стоите позади ова, ќе треба да се видиме на суд. Јас не знам од кои извори вие ги наоѓате овие информации, меѓутоа верувам дека би требало добро да проверувате што на кое што се говори, кои се овие лаги, манипулации, кои се оние кои што ги презентираат во јавноста. Нели, за да кажете нешто, треба да стоите позади истото и треба потоа да го докажете. Каква партија идеолошки е Нова алтернатива? Нова алтернатива е партија која што има своји постулати. Тие постулати со луѓето кои што работат активно, веќе повеќе од 20 на години таму, ги дискутиравме, ги разговаравме. Новите луѓе кои што се приклучија, бројката е навистина, можам да кажам, барем мене ми импонира за тоа што толку голем број на граѓани се одлучија да пристапат, се движи во рамките на тоа да укаже дека ние ќе бидеме партија која што е на граѓаните, односно народна партија. Партија која што ќе се фокусира на тоа да ги разреши сите оние предизвици со кои што граѓаните секојдневно се соочуваат, а кои што за останатите политички елити во изминатите 30 години биле само еден начин како да им се приближат со тоа што ќе излезат и ќе продаваат некаква демагогија, а всушност истото воопшто не го мислат и на секои едни избори како ќе завршат тоа го гледаме. Десна, лева, во центар? Па би рекла дека партијата е центар десно ориентирана и, како што кажав, партија на народот, партија на граѓаните, е партија која што работи на тоа да обезбеди економски просперитет, која што има основни постулати, кои што се темелат на она кое што принципиелно треба пред граѓаните да го презентираме на овие избори, а исто така и да го имплементираме по истите. Реков, најавивте учество на предстојните парламентарни избори, ќе одите самостојно или во коалиција со некоја друга партија? Апсолутно самостојно.
И ова е еден од одговорите на вашето прашање за верување во капацитетот и можностите на некој да покаже резултати и да демонстрира резултати на овие избори кои што следат. Доколку памтењето ги служи сите оние кои што се сеќаваат на што се случуваше на изминатите избори, односно на изборите во 2021 година, кои што беа локални избори на кои што победив за и станав градоначелник практично на градот Скопје. Јас имав една навистина голема бројка која што беше отприлика околу 50.000 гласови, повеќе од сите 45 советници кои што беа на листата од оние кои што ме поддржаа, а од мојот противник имав 30.000 гласови повеќе. Така да јас во сопствениот капацитет верувам во ставовите кои што ги застапувам и верувам дека граѓаните знаат да препознаат кога нешто е вистинито, е честно и е искрено. Важите за блиска до Стефче Екимовски, предпоставам тоа не би го демантирале. Зошто евентуално не би оделе во коалиција со Гром, да речеме, на овие избори? Па не знам на што ја темелите вие близината, што сакате да кажете, што вие ако сакате да кажете професионално би требало блиски да бидеме сите кои што работиме во локалната самоуправа и во централната власт, кои што како луѓе, како индивидуи би требало да ги представуваме гласот на граѓаните и да работиме во нивен интерес. Меѓутоа вие гледате дека секој само својот двор си го гледа и никој не сака да работи заеднички за да придонесеме за подобро на граѓаните. Така да јас не би навлегувала во вакви шпекулации, дали вие со некого можете или не можете да соработувате, истото треба да се темели на постулатите кои што ги имате и дали ќе успеете да се најдете практично на темелите на тоа што го застапувате, за да можете понатаму да функционирате. Во еден од последните јавни настапи рековте дека лично ќе ја предводите листата на Нова алтернатива во изборната единица број 1. Останувате на таа најава? Да, апсолутно. Се знаат ли другите на таа листа кои ќе биде број 2, број 3? Може ли некој име да ни откриете? Јас не би лицитирала со имења, затоа што сметам дека треба на сите овие работи доста сериозно да пристапиме. Во моментот како и сите останати, најверојатно, што ги гледате на политичката сцена, работиме на сондирањето и соодветно штом ќе ги донесеме заклучоците и одлуките, ќе информираме пошироката јавност. Имате капацитет во сите 6 изборни единици да настапите? Да, апсолутно. Да, ќе го цитирам Трајко Славевски во еден свој јавен настап, партијата ви ја нарече зомби партија. Што би рекле вие за тоа? Јас би рекла дека е жално за некој човек кој што сака да се представи себе си како интелектуалец, да се однесува на тој начин на кој што тој се однесуваше. Од него сме виделе од вербални и обиди за физички напади тука во рамки на Советот на градот Скопје до искажани работи во јавноста кои што не верувам дека еден човек кој што е разумен, кој што е рационален, кој што е интелектуалец пред себе требало нити да ги каже, нити да ги прави. И затоа не би сакала повеќе да го коментирам. Сметам дека тоа е одраз на неговата култура и на неговото воспитување. Каков резултат очекувате на парламентарните избори? Очекувам нашата партија, очекувам она која што го застапуваме на овие избори, да се покаже како концепт кој што навистина е квалитетен, како концепт кој што според оние постулати кои што ги презентиравме е нешто кое што е важно за граѓаните, дека можеме да го реализираме, дека можеме да го исполниме и дека пред се ќе станеме парламентарна партија која што тие интереси на граѓаните за кои што ќе ни ја дадат довербата, ќе ги застапуваме во нивно име. Да, и морам уште една работа да кажам тука, ќе покажеме дека сме поинакви од аспект на тоа што досега се што сте виделе во јавноста е луѓе кои што демагошки се обидуваат да проповедаат различни постулати кои што понатаму ги продаваат од како ќе седнат на фотелите. Тоа значи имате луѓе кои што седнуваат пред граѓаните со обиди да кажат дека ќе доведат државата во економски просперитет, а понатаму го менуваат уставот, го менуваат името на државата, а затоа никогаш довербата пред граѓаните не го добила. Рековте, верувам дека ќе станеме парламентарна партија. Да. Тоа би значило дека ќе имате најмалку еден пратеник. Може да ја квантифицирате, да го квантифицирате очекувањето од парламентарните избори на колку мандати? Знаете како јас го гледам расположението на граѓаните, особено расположението на онативко мнозинство кое што е разочарано од се ова кое што ни се случува во Македонија во изминатите 30 години. Вие имате над 65% од нашите граѓани во Македонија кои што повеќе не веруваат никому. И тоа можете да го видите на сите анкети. Тоа е најголемата партија во Македонија, партијата која што е незадоволна од она кое што ни се случува досега во изминатите 30 години. И затоа сметам дека треба да се даде и поддршка и треба да се дозволи сите оние кои што се нови и кои што имаат можност да докажат нешто, а немаат дамки
од претходно, дека може да го направат истото и дека нема граѓаните да ги излажат за она кое што го застапуваат. Дали и кого ќе поддржите на претседателските избори? Од прилика се знаат кандидатите, добро, се уште е во тек собирањето. Подписи не знаеме кој ќе успее да стигне до 10.000, но што е вашиот став како партија? Мојот став е дека гласот на граѓаните е само нивен. Со тој не можете да тргувате, со тој не може никој да каже како и кого ќе поддржува. Тие ќе одлучат самите на овие избори за која личност или за која партија ќе ја дадат својата доверба и која ќе биде онаа која што ќе ја понесе одговорноста понатаму да реализира од аспект на она кое што го дале како ветување пред изборите. И она кое што би сакала да им го препорачам на сите наши граѓани во Македонија дека не треба гласот да го дадат за оние кои што континуирано 30 години на секои избори ветуваат, а потоа не реализираат или пак диаметрално спротивно постапуваат. Како што можете да ги видите овие политички елити што се борат против криминал, се борат против корупција, а кога ќе дојдат на своите фотели, понатаму веднаш забораваат на сето тоа што го проповедале и продолжуваат со истата пракса како нивните претходници, со тоа што претходниците си ги амнестираат. Тоа го видовте и на локалните избори во 21-та година. Сите пред изборите ги правеа своите претходници дека се криминалци, дека се луѓе кои што злоупотребиле функцијата, а кога седнаа на тоа столче, ниту еден не поведе постапка. Ниту една постапка не е покрената, освен во градот Скопје. Ако во вториот круг од претседателските избори бидат Стево Пендаровски, Гордана Силјановска-Давкова, би поддржале некој од нив двајца? Апсолутно моето лично право како глас да го дадам некому, ќе го дадам на изборите. А кои ќе бидат кандидатите, ќе одлучам тогаш и во тој момент кога ќе имаме нормално луѓе таму. Истото верувам дека треба да го направи секој одговорен граѓанин. Правото на тоа да го доверите својот глас некому е лично, индивидуално право и тоа право не треба да се злоупотребува. Да, откако Гордана Силјановска-Давкова беше најавена како кандидат, и таа се уште формално не е кандидат за шеф на државата, меѓу другото порача, затоа што сте жена, па ќе ве прашам, време е за женска димензија во политиката. Како го разбирате ова? Како лицемерно го разбирам искрено. Зошто? Затоа што ако сакаме да кажеме дека преповедаме да имаме еднакви можности, треба да се бориме за еднакви можности за ништо повеќе. Кои се тие женски димензии и од кого доаѓаат тие женски димензии? Од луѓето кои што поддржуваат жена на избори, а потоа прават со сите сили напади затоа што не се согласуваат сите со нивното мислење и со она кое што тие сакаат да го направат. Мислите значи нема разлика меѓу со ДПМН се разидовте затоа што сте жена? Не, затоа што сум човек кој што има свој рбет, кој што има свое мислење, кој што нема намера нити да биде корумпиран, нити да прави што ќе му кажат. Туку ќе прави она што е исправно, она што е честно, она што е искрено и она што треба да се направи во интерес на граѓаните. И затоа што јас не сум слеп партиски послушник, јас верувам дека тоа најмалку им одговараше и затоа го прават сето ова кој што го прават во овие изминати години. Морам да ви потенцирам дека до пред година и пол јас бев најдобриот градоначалник кој што воопшто било кога зачекорил во градот Скопје. За во моментот кога не им покажав послушност да станам најлошиот градоначалник. И тоа кажува само за играта на нивните ставови, а не за мојот квалитет или за она кое што јас имам да го понудам на овој град и што би можела да го понудам многу подобро доколку имав сериозна и квалитетна поддршка од оние кои што исто така ги земаа гласовите на граѓаните да работат во нивен интерес, а не работат во нивен интерес. И морам да кажам, ние треба да седиме и да работиме тука во интерес на граѓаните и луѓето кои што ќе водат мора да водат базирано на меритократија. Значи, меритократијата не познава пол. Да, жените треба да имаат еднакви можности, односно да не бидат дискриминирани, да стигнат онаму каде што одлучиле, доколку во таа фаза тие, како личности, ги поседуваат истите квалитети кои што ги поседува секој останат. Така да треба да одиме на квалитет, треба да одиме на меритократија, треба да биде изборот оној кој што е најдобро решение, а не мажа или жена. Дел од главната полемика и разидување на политичката сцена меѓу главните актери се на тема уставни измени за внесување на бугарите во уставот. Кој е вашиот став околу ова прашање лично како претседателка на политичка партија и на партијата? Добре, јас тоа повеќе пати го кажав и изрично потенцирав дека прво како човек во ниту еден случај не можам да поддржам асиметричен договор. Она каде што се бутка сега Македонија е да завлезе во замката на почитување на асиметричен договор каде што ние сме навистина сериозно оштетени.
И не верувам дека би требало било кој во Македонија да го поддржи ова кое што се обидува сега да ни се наметне. Мислите на основниот договор од 2017 година или на преговарачката рамка, на францускиот предлог? Мислам на оној договор, на договорот со Бугарија, каде што практично ние сме оштетена страна. Асиметричен договор не смее да се прифати. И ние премногу отстапки направивме во оваа држава. Јас не знам, најверојатно сте ги виделе моите ставови од претходно, тие не се скорешни ставови. И тука сум ги кажувала, и во Брисел сум ги кажувала, и секаде онам каде што сум имала платформа да можам да го искажам своето мислење, истото го кажувам на назад години. Зошто е сменето името на државата? Дали некој знае да ни каже зошто без граѓаните тоа да го одлучат дека е нешто со кое што се согласуваат, некој отиде и ја превзема одговорноста без нивната волја да се почитува да го смени името на државата. Вие нема да го почитувате Преспанскиот договор, ако сте во позиција да го правите тоа? Ма не се работи за почитување, се работи за неприфаќање на асиметрични договори. И кој тој што може да ве натера на сила да прифатите нешто со кое што не се согласувате. Предпоставам дека секој ден потпишувате документи со Република Северна Македонија. Тоа е ирелевантно ја што потпишувам, што не потпишувам. Релевантно е што јас би направила да би била во таа позиција или што ќе направам кога би била сега во позиција да пред мене биде промена на уставот кога се работи за асиметричен договор. Ние треба ги штитиме нашите права, треба ги штитиме нашите граѓани, а не треба да штитиме не знам некоја си повисока цел која што никој тука во државата не знае која е. А зошто мислите дека внесувањето на бугарите во уставот е проблем за земјава? Ма нема што да се мисли зошто нешто е или не е. Повторно ви кажам, основата на која што се базира она што се бара да се направи од нас е непринципиелна. Вие кога имате некој кој што не базирано на принципи, туку базирано на сила или пак базирано на уцени, се обидува да ве уцени практично да го продолжите вашиот пат кон Европската унија, со тоа да направите нешто во кое што не верувате, нити било кој во Македонија верува, тоа не смееме ние да го прифатиме. Зошто би го прифатиле? Еве вас ве прашувам дали вие би го прифатиле тоа. Јас како човек кажувам дека таков асиметричен договор во кој што Македонија и ние како граѓани на Македонија, односно и македонскиот народ и сите останати кои што живеат во Македонија се оштетени, не би прифатила. Нашиот пат кон Европската унија треба да се темели на базичните принципи, на поглавјата, а во поглавјата знаете што стои: владење на право, правна држава, правна сигурност да имаме во Македонија, верба во правосудниот систем, животната средина, економски просперитет. Да, и добрососедски односи се меѓу другото дел од тие принципи, нели? А зарем мислите дека ние не стоиме добро со соседите? Меѓународните односи се односи на моќ и интереси, тоа би требало да го знаете. Добра, моќ на интереса е исто така меѓународните односи се и принцип, рбет и да го застапувате оно што е ваше. Да, второто има power politics. Никој нема да се налути доколку го застапувате вашиот став. И никој нема да се налути во светот доколку имате рбет и искрено и честно да кажете што е тоа што вашите граѓани и вашиот народ го сака. Напротив, мислам дека многу повеќе ќе не почитуваат доколку сме стоеле цврста, но ние што се наши национални ставови. Кога сме кај евентуалното внесување на бугарите во уставот, зошто никогаш не го тужевте СДСМ за наводите во кампањата на локалните избори дека имате бугарско државјанство и бугарска лична карта? Јас кажав 100 пати дека имам чешко државјанство и чешки пасош, па никој тоа не го пренесе. Не, прашањето е зошто не ги тужевте бидејќи Јас поднесов многу точно 80 тужби. Првата тужба која што ја поднесов, за која што изгубив 2 месеци од сопствениот живот и од работата тука во градот, каде што морав да одам повеќе пати на суд за да се докажувам за истото, затоа што се бараше со очување, ја изгубив со аргументите дека сум требала да трпам. Значи јас да одам 80 пати на суд повеќекратно за некој да ми каже дека како личност која што е јавен функционер, доколку некој од спротивната страна изнесува лаги и манипулации против мене дека сум должна да трпам, немам намера нити да си го губам времето така, нити да бидам во ситуација каде што некој спротивно на правото, тоа што нема да го докаже на суд, нема да одговара за истото, само ради тоа што од другата страна имате некој кој што вели дека затоа што сум носител на јавна функција, би требало да бидам потолерантна. Многу бевте убедлива, уверлива, повторувавте повеќе пати во текот на кампањата дека тоа што тогаш го тврдеше СДСМ, дека имате бугарско државјанство и бугарска лична карта, ќе се докаже на суд.
вие не ни поднесовте тужба. Тоа е моето прашање. Зошто не го 80 направите? тужби беа Нема, поднесени за ова и немате сите беа тужба, бидејќи знам дека детално сме ја следеле 80 темата. тужби беа поднесени За и ова секоја немате. од нив беа повлечени. Сите беа повлечени. И до денеска вие можете да видите дека во точно 24 месеци, колку што можам да кажам дека ефективно работам на оваа функција, малтане јас и немам поднесена тужба скоро ниту конкретната една, тема ниту немате за навреда, поднесена ниту за тужба. клевета. Немате Значи има за за секоја. конкретната. За Немате секоја. за- Еве и во овие 2 години. Дали вие имате еве вашиот медиум или вашата емисија или било кој во Македонија, дали пренесе какво државјанство всушност имам јас? Сигурно сме пренали. Но Треба да сигурно не проверам. сте пренали. Сигурно Јас сме ве пренали. гарантирам дека не сте пренали. Сигурно сме пренали. Повеќе од сигурно дека не е така. Тоа е тоа селективност. И тоа е тоа постапување само на кое што ви одговара, за некој да се оцрни и за да се манипулира јавноста. Не, важно е, мислам дека е принципиелно прашањето, не е битно какво државјанство имате. Не, Принципиелно не, е не, јас прашањето. се извинувам. Многу е битно. прашањето- Многу е битно затоа што вие не можете од целиот пул на лаги и манипулации и спинови кои што се пласираат во јавноста да го излекувате само она кое што вам ви одговара. Доколку се пренесуваат информациите прецизно како што треба, тогаш треба и мојата страна да се пренесе таму. А никој не сака да пренесува. И многу е пренесено, симптоматично. Да, госпоѓо И Арсовска, едноставно, принципиелно јас не знам прашањето зошто, јас не дали знам зборувате зошто вистината истото или не. Нели? Јас Важно до е за сега, еден- јас до за сега еден ниту политичар. еднаш, не вака. Јас до сега ниту еднашка во овие 2 години и пред овие 2 години од она кое што сум го презентирала во јавноста не се докажало дека не ја зборувам вистината. Што не може да се потврди за сите останати. А при тоа, за првата тужба која што ја имав, која што и покрај тоа што другата страна, спротивната страна, лажела, манипулирала, изнесувала Зашто е невистини, таа тужба? кои што можеле, тужбата е навистина сериозна. Тужбата излегува 3 дена пред избори и кажува дека јас сум уштетила некаков буџет за сума која што е значителна. И поради таа изјава нивна, многу веројатно беше дека доколку граѓаните поверуваа на тоа што го говорат тие луѓе, јас можеби и немаше да бидам на оваа позиција сега, а е целосна лага. Спротивната страна не успеа да ја докаже вистинитоста на таа тужба. Меѓутоа сепак не беше казната и санкционирана. И затоа ние судството на 3% доверба во Македонија. Затоа што вие можете да одите на суд, да сте во право и да добиете пресуда дека сте должни да трпите. Затоа што сте јавна личност. А ако не стане поради таа клевета јавна личност, што правиме? Ако не станев јавен функционер поради таа клевета, што ќе правиме? Како, на кој начин јас ќе се оправдам? На кој начин јас ќе се докажувам? Секој денеска може да излегува на телевизија и да кажува што сака. Каде е одговорноста за тие луѓе? Има едно ниво на критика кое што мора да го поднесат јавните функционери и сте свесни за тоа. Апсолутно, така што... и тоа го трпиме секој еден ден. Секој еден ден, 24 часа, во мојот случај во изминативе 2 години. И тоа е несомнено, ние на критика и треба да подлежиме, затоа што критиката не прави подобри. Тука во Скопје имаме 24 часа отворен град, каде што критики, забелешки, барања од граѓаните, добиваме секој ден 24 часа, минимум по 200 до 300 на ден. И тие се позитивни затоа што се наш коректор. Меѓутоа, едно е да критикувате, друго да лажете. А во овој случај, значи, тој од спротивната страна влегува во судница, не докажува ништо од тие работи кои што ги има кажано претходно и добива пресуда дека не носи одговорност затоа што јас треба да молчам и да трпам. За градот Скопје, кој е секретар на градот Скопје во моментов? Во градот Скопје во моментот е во избор секретарот. Согласно законот. На 29 декември, мислам дека, соопштивте дека Зоран Глигоров е разрешен. Да. И дека ја назначувате Наталија Митовска. Да. До ден денес Наталија Митовска не е назначена. Напротив, доколку сте го прочитале добро соопштението, таму пишуваше дека ќе се назначи Наталија Митовска. Добро, и зошто не е назначена Наталија Митовска за секретар? Затоа што во текст е постапките кои што се неопходни да се завршат, а едновремено се наоѓаме и во предизборие, каде што не смееме како такви да ги вршиме овие назначувања. Дали Зоран Глигоров е се уште формално секретар? Не. Градот во овој момент нема секретар? Градот во овој момент е во ситуација каде што се почитуваат правните прописи кои што е неопходно да се испочитуваат врзани со предизборието. Како би ја дефинирале позицијата, улогата на Драган Митковски, во јавноста познат како Драги книга? Не знам, што ви е прашањето, која ви е целта? Па често ве гледаме во негово друштво. А од сите пријатели, вие сега пример прескок правите на национална телевизија, за кого треба да дискутираме?
Па мислам дека е релевантно прашањето. Јас ви имам видено на повеќе јавни настани во друштво на Драги Митковски. Зошто, што е проблем да ве прашам? Не, нема никаков проблем. Затоа Затоа што тоа е еден од и гледам дека во текот на целото интервју се водите од спиновите на мицковистите и тоа кое што го презентирате или се обидувате да го презентирате е нешто кое што е став на мицковистичката методологија да некој се изволка во јавноста. Постојано обиди, прашања кои што се неспорно релевантни, кредибилни, да се дискредитираат на овој начин, да им се дава етикета дека се мицковистички. Да, еве, од Мицковски ми е прашањето. Добро. На кого друг до сега во вашата кариера вакво прашање сте поставиле? На сите сум им поставил прашање. Еве претходната емисија, ако сте гледале со Артан Груби, можело слободно да видите какви прашања добил вице-премиерот. На сите. Со Мицковски, Не зборам за пријатни или непријатни прашања. Зборувам за тоа да се водите од нечија манипулативна мантра, да поставувате и да извојувате личности или пак било кој еден друг од приватниот или јавниот живот за да поставувате такво несоодветно прашање. Драган Митковски нема никаква улога. Тоа е нашиот семеен пријател на нашето семејство повеќе од 20 години. Не знам што ви значи сега тука во конкретниот случај. Добро. Ги знаете гласините дека во позадина тој е човекот кој што ги влече конците практично во градот. Господине Маско, и за вас многу гласини сме чуле, меѓутоа јас не разбирам што е поентата на комуникацијата. Врши и гласини, ние ќе се темелиме и нашите постулати, нашето работење и се она кое што го застапуваме. Врз оние кои што се обидуваат секојдневно да не етикетираат, кои што се обидуваат да не извалкаат секојдневно, кои што во изминатите 2 години една работа што имаат кажано, не ја имаат докажано, од оние кои што излегуваа на пресконференции да кажуваат дека бугарски автобуси ќе возат во Скопје пред една година, а вие гледате дека нити возат бугарски автобуси, нити пак има нешто од нивните лаги. Од оние кои што сакаат да кажат дека пречистителна станица ќе граделе турски инвеститори, па вие гледате дека ништо од тоа не е вистина. Од оние кои што секој ден излегуваат и на говорница кажуваат работи кои што сите медиуми ги пренесуваат, а не ја пренесуваат спротивната страна. И кој е начинот да се одбраниме ние од тоа, знаете? Времето. Времето ни е најдобар сојузник во докажување на тоа што сите овие луѓе кои што го искажуваат и кои што го лажат, дека не е вистина. Добро, да. И секој еден ден ќе се бориме ние и против овие лаѓи, и против овие манипулации, и против сето она кој што се обидува секој еден од овие крвопии на народот, да видат луѓето дека не е вистина. Се сеќавате на периодот од 2016, исто така имаше луѓе кои што тврдеа дека ништо не е вистина од тоа што тогаш се појавуваше во јавноста, па на крај ги чувме прислушуваните разговори, испадна дека не дупло, тродупло, петодупло од тоа. Точно. Јасно, меѓутоа јас зборувам сега за факти и за аргументи. Вие можете да се враќате во историјата колку сакате, меѓутоа тие луѓе има причина зашто не се тука. Да, времето може и обратно да покаже дека делот ова е точно. Времето ги казнеле, како да е точно. Возат ли бугарски автобуси низ градот Скопје? Како е точно? Турски инвеститор ли ја гради? Турски инвеститор ли ја гради? Па господинот Драган е граѓанин на градот Скопје, доколку имате вие некакви прашања за него, слободно обратете му се и прашајте го. Како не ве разбирам што ви е поентата. Остана ли некој од вашата прва екипа со која влеговте во градот Скопје? Кога влеговте овде? Од ВМРО-вската екипа мислите? На кого конкретно зборувате? Од вашата прва екипа. Од која таа наша екипа? Па екипата во кабинетот, директори на јавни предпријатија. Мислите на луѓето кои што се од ВМРО? Тоа беше екипата која што меѓу другото вас ве поддржа во кампањата и ве донесе да бидете градоначалничка. Сама не станавте градоначалничка. Оваа ваша квалификација ниту ја прифаќам, ниту ќе дозволам да ја истакнувате во јавност. Ќе станевте сама градоначалничка без поддршката од ВМРО ДПМН? Не, ниту тие ќе има некој кој да го поддржа за да биде градоначалник. Јас прво сум личност, ако сум жена, сум и човек и не дозволувам вакви манипулации да стакнуват. Дали ќе станав или немаше да станам, тоа ќе се видеше доколку некој одлучеше да не ме поддржи. Затоа што одлучиле да ме поддржат, јас имав повеќе од 50.000 гласови од она кое што тие го направија со 45 советници на минатите избори. Затоа јас да ве замолам, мојата вредност да не се девалвира тука. Не, и прашањето да не се поставува да биде манипулативно.
Јас Не ве е факт прашувам дека сум дали- сега тук. Да, дали, И дека дали својата остана додадена некој од вредност таа на изборите екипа, сум не имала. тоа е моето прашање. Дали Па не остана знам на некој? кого мислите, ако сакате, потенцирајте, затоа што многу сакате да лицитирате со имења, набројте ги, па ќе ви кажам кој од тие е тука, кој не е тука. Не знам на колку конкретно мислите. Последната директорска смена се случи во јавното предпријатие Водовод и канализација. Тоа е четврти директор, мислам дека откако сте дојдена за градоначалничка. Последен го сменивте Драган Илиевски. Зошто го сменивте? Затоа што од самиот почеток, од првиот ден, мојот став е ист. Таа работа која што ја кажувам, сум доследна на истото. Не постои загарантирана функција. А На ниту еден од оние кои што се Зошто носители на Драган функција не Илиевски бил постои. добар да биде директор на едно јавно предпријатие, на второ јавно предпријатие, веден до души и на двете места, па потоа да му дадете и менаџерски договор во Водовод и канализација, на крај да го разрешите. Ма не ви го разбирам прашањето. Постојат постулати. Треба да се исполнуваат и да се реализираат сите оние работи кои што се прифаќаат практично кога некој почнува да врши јавна функција. И доколку истите не се реализираат со предвидената динамика, јас како градоначалник имам ветано пред граѓаните дека ќе реализирам над 350 проекти од програмата за модерно Скопје. И јас имам намера истите да ги реализирам во Може целост. конкретно да ни кажете Јас за извинам, Драган ако Илиевски? може да ми дозволите. Значи имам намера истите да ги реализирам во целост. И немам намера ниту еден од тие проекти, неговата реализација да ја доведам во прашање. Односно, доколку не се движи се во рамки на динамиката со која што е очекувана, јас не знам зошто на некого било што би му било загарантирано во рамки на она што му е дадено и како право и како одговорност. Со кои квалификации Виктор Панчевски стана директор? На кои квалификации би требало според вас да ги има? Не ве прашувам зошто се решивте баш за него. Оти рековте Драган Илиевски не бил добар. Предпоставам дека сега во Виктор Не, јас Панчевски. не реков дека не бил добар, тоа го кажувате вие. Јас ви кажувам дека нема загарантирана функција. Дека Освен лицата градоначалничката. кои што градоначалничката непосредно на избори ја добила довербата на граѓаните да реализира. И јас сум должна да реализирам. Доколку останатите не ги исполнуваат сите оние програмски определби кои што се ставени во програмата за модерно Скопје, и нормално е да се даде на шанса, зашто треба некој да е венчан со фотелјата. Ако сме дале некому шанса, тоа значи вие доколку не сгрешите денеска, ако сгрешите утре, сметате дека треба вечно да бидете на местото каде што сте. Значи апсолутно има проекти кои што треба да се реализираат. И во ниту еден момент немам намера никого да толерирам за ниту една работа доколку не се движат работите со динамиката со која што треба. Сакам да ве прашам за јавното сообраќајно предпријатие Скопје. Како се случи синдикатот или членовите на синдикатот кои што после изгласувањето на субвенциите во Советот на град Скопје во радост со вас викаа да сте здрава и жива 100 години, потоа да се свртат против вас, а и вие против нив. Не, извинете, никој не се свртил против мене, ниту јас против некого. Се работи за поединец кој што е политички мотивиран и се работи за некој кој што јас немам намера да дозволам да се игра со јавниот интерес и со интересот на нашите граѓани. Јас прашав, имавме една пресконференција каде што ме праша на ова прашање и ги прашав новинарите кои што беа тука присутни дали знаат кој е тој кој што на 15 во оваа држава наша Македонија редовно зима до тој ден плата. Половина од луѓето присутни нема земена во тој момент плата. Дали знаете што значи кога вие во Македонија имате предпријатија, големи јавни предпријатија, приватни предпријатија кои што по 3, 4, 5, дури 6 месеци немаат земена плата, меѓутоа никој од вас нема да извести за тоа, нели? Кој политички... Нема да се извести, ниту некој политички ќе мотивира некого да излезе по улици, да блокира и да прави она кое што се случува мотивира тука. Мичо Стојановски, предпоставам на А него оние мислите. кои што сериозно беа оштетени од своето однесување претходно, каде што на веќе одреден буџет со средства кои што се предвидени за јавното предпријатие, свесно сакаат да креираат штета со тоа што не се префрла, односно не ги префрла овие средства на јавното сообраќајно предпријатие. Се изгласаа субвенции, сега зошто има повторно тензии во јавното нема сообраќајно тензии. предпријатие? Ма не постојат такви тензии. Имате ли проблеми со буџетот на време да го... Нема проблеми со буџетот. го Буџетот префрлате беше изгласан. тоа што Некој го одлучи на изгласавте. веќе изгласан буџет. Буџетот го гласаат советниците, Советот на град Скопје.
некој одлучи на веќе изгласан буџет, на буџет кој што е веќе определен и наменски назначен за тоа јавно предпријатие, да не ја донесе одлуката предпријатието да ги земе средствата кои што се веќе однапред утврдени и од нив изгласани, за да креира криза во јавноста. И нема друг начин како поедноставно вие да им ја пресликате таа работа на јавноста, освен да им кажете дека кога нешто е определено, средствата ги има, од каприц тие не дозволија луѓето да можат на трпезата за нова година да си однесат нешто, да можат да јадат и да ја прослават исто како сите останати. Јас сега прашувам за јануарската плата. Јануарската плата е поделена. Да, поделена е во ред, но дали имате проблем со Немаме кондицијата никаков на проблем. буџетот навреме да ги префрлате парите кои што Буџетот ви без ги одобри ниту еден Советот? денар буџетски пари во оперативниот буџет е консолидиран и функционира редовно. Ако во моментот кога влегов во градот Скопје имаше 1,2 милиони можност за кредитно задолжување, сега имаме над 30 милиони можност за кредитно задолжување. Значи буџетот е консолидиран без еден денар, доколку моите претходници сите биле дел од апсолутна власт. Значи и локална и централна власт имале заедно. Имале небројани пари на располагање. Во јавното собраќајно предпријатие се изливале, односно влегувале од страна на централната власт измеѓу 7 и 14 милиони евра годишно. Сега јавното собраќајно предпријатие работи без ниту еден денар од владата. Ниту еден денар. Студентскиот превоз, превозот на студентите, студентскиот стандард го плаќа градот Скопје. Не го плаќа владата. Иако сакаат да кажат нели дека поддржуваат студентски стандард. Можни се нови кризи во ЈСП Скопје? Па ниту имало криза во ЈСП Скопје. На која криза Не, мислите? на овој тип на најави. Ова не е дека криза. може да нема Ова се индивидуалци кои што јавен се превоз. политиканти, кои што сакаат да направат нешто за ситни поени, да го покријат штетата, да ја покријат по својата партија која што направија месец дена претходно. Тоа е резултатот. Некој кој што ќе излезе и ќе рече затоа што на 15 во 14 часот јас ја немам платата на сметка, утре излегувам и никој нема да вози во јавниот превоз. Дали знаете која е таа небулоза? Дали вам ви се чини тоа логично? Дали било кој во држава го прави тоа, ако не е соодветно мотивиран од известни центри корумпирани на моќ? Кој е тој што се однесува на тој начин? Госпоѓа Арсовска, докаде сте со исполнување на предизборното ветување да бесплатен јавен превоз во Скопје? Желбата постои, советниците не гласаат. Што не гласаат? Ништо не гласаат. Добро, не сакаат да ви дозволат да се Ништо задолжите. не гласаат. Не е да се задолжиме. Значи тие се задолжили до сега 100 пати. Дури во можност кога консолидацијата не била ваква на градот каква што е сега. Ние сега имаме фантастични можности, консолидација, вратени сите долгови, значи имаме град кој што е функционален. Ако можете да замислите штетите што ги правеле од претходно моите претходници, каде што покренувале мултимилионски спорови, сите дури се наплатија. Јавен превоз не ви гласаат. Знаете како, вие да реализирате бесплатен јавен превоз, таа мантра кој што некој ја проповеда во јавноста дека денеска ќе ги исклучиме ние валидаторите и дека луѓето ќе се возат бесплатно, прво е многу несериозно и небулозно. Добро, сериозно Затоа беше се кажа, ветувањето во точно, предизборието, и се така? уште е сериозно ветувањето. Меѓутоа, јас како градоначалник, Веројатно, значаен дел од Скопјани јас гласа, како меѓу другото, и заради градоначалник, тоа за вас. точно така, меѓутоа не сам ме за мене. Гласа и за овие останатите 45 на таа листа, кои што од врата на врата шетаа со мојата програма во која што пишуваше дека ќе биде обезбеден бесплатен јавен превоз. Истото го говореа на сите трибини и секаде пред граѓаните каде што се појавуваа. И тие имаат истата одговорност зошто ова сега кој што јас сакам да го имплементирам не го Да, гласаат. длабоко сте веќе во третата година од мандатот, дали воопшто ќе стигнете до бесплатен јавен превоз во овој мандат? Знаете како да стигнете до бесплатен јавен превоз е едноставно доколку се има волја и желба. Овие луѓе немаат ниту волја нити желба. За да можеме ние да го консолидираме не само јавното предпријатие, туку и линиите кои што е неопходно. Значи студија се направи. Имаме населени места во градот Скопје каде што по 2-3 километри граѓаните наши пешачат затоа што не можат да се стигнат до дома. Треба да има продолжување на линиите. Градот е развиен. Последната студија за начинот на организирање на јавниот превоз е направена пред 40 години. И овој наш град од пред 40 години и денеска не е истиот. Го И ние знаевте ова, мора- предпоставам, кога го ветувавте бесплатниот Апсолутно, ама ги превоз. знам и чекорите како да го реализирам. Меѓутоа со кого да го реализирам? 18 месеци се наоѓа пред нив точката со која што тие треба да обезбедат нови автобуси за граѓаните и базирано на тоа да може да се продолжат линиите и да може да се овозможи Дали тоа бесплатен јавен барање превоз. да ви поддржат задолжување, вие го поминувате ни соодветна процедура? Да Да, речеме, апсолутно. Апсолутно. Дури им беше понудено за да не шпекулираат, затоа што тие немаат оправдување, тие не знаат зошто не гласаат.
Меѓутоа, ете рековме, за да нема било какви манипулации, поведете, изберете ја банката во која што ќе се врши финансирањето и начинот на кој што ќе се врши финансирањето. Изберете ги спецификациите и што е она што како услови вие сметате дека треба да биде практично објавено за да може да се направи јавна набавка. Тие да ја спроведат јавната набавка. Јас само ќе потпишам тоа што тие ќе одлучат, за да може да се направи граѓаните да го добијат јавниот превоз што го заслужуваат. И после 18 месеци, од спротивната страна вие не гледате никаков одговор. Тие не знаат зошто не гласаат. Докаде сте со реализација на БРТ? Проект што го почна претходниот Исто градоначалник? не гласаат. Што не ви гласаат? За Не БРТ? гласаат одлука во Советот на градот Скопје се продолжи со тој проект. Зошто не ја гласаат? Нема мнозинство. Тоа мора да ги прашате нив. Не ја гласаат упорно, со месеци. Вие значи не успевате за ниедна од овие клучни одлуки да добиете мнозинство во Советот. Не добивам јас мнозинство, тие носат товарот на одговорноста за својот глас, за она кој што го ветувале во избори дека ќе го испорачаат пред граѓаните. Ако ветиле дека ќе им испорачаат на граѓаните 250 нови автобуси, и ако како СДСМ и ВМРО успеале заедно да си гласаат во минатиот мандат без збор, без поговорно, вие можете да замислите што значи да на мојот претходник седнати едногласно да се сложат дека за нашите граѓани треба да имаме ние сериозно, квалитетни, брзи и ефикасни и незагадувачки нови автобуси, а сега 2 години истото да не го прават одинат. Со кого тераат инат? Со граѓаните тераат инат? Со овие сите граѓани што стојат по автобуските постројки и велат дека сакаат да имаат повеќе автобуси, да се поквалитетни автобусите, да е поквалитетен јавниот превоз, дека сакаат да се стигнат до работното место. Соодветно. Дали мислите дека вие од ваша страна имате однос на респект и почитување кон членовите на Советот? Тоа е двостранна улица. Тој однос мора да е обостран. И на крајот од краиштата, ние не сме тука да бидеме пријатели, ние сме тука да работиме во интерес на граѓаните. Сакам да кажам, ако не им одите на седници за советнички прашања, природно ли е тие да воспостават некаков однос на анимозитет кон вас, да речем? Господине Васко, прво морам да ви кажам што било поразлично од моментите кога сум одела на седниците на советнички прашања. Јас одев на седница на советнички прашања. Овие советнички прашања не се прашања кои што се од интерес на граѓаните. Тука се платформа за тоа некој ден да си го пополни со некое соопштение или со нека политичка лага и манипулација, која што понатаму треба граѓаните да ја следат, да ја слушаат и можеби некој ќе поверува на истото. Зошто? Што потреба имаме ние кога законот е многу дециден? Тие за своите 500 евра паушал за еднаш да се појават на седница во месецот, треба да гласаат во интерес на граѓаните. А не мене да ме гледаат. Значи, тоа е нивната основна функција. Мојата основна функција е да работам, да извршувам, да бидам на терен и да реализирам. Нивната основна функција е за 500 евра во месецот еднаш да се појават на седница и да гласаат тоа што во интерес на граѓаните. И они за тие 500 евра ни тоа не го прават. Ако ја погледнете програмата за модерно Скопје од 15 плюс 7 приоритетни проекти, колку имате реализирано до сега? Не се 15 плюс 1 приоритетни проекти. Така пишува Над е 300 и нешто проекти се во програмата за модерно Скопје. Не, јас ве прашувам од овие приоритетните. И сите проекти се соодветно или реализирани или се реализираат. Значи имате над 300 Ова проекти. се големите проекти, реални да бидеме. 5 нови мегапаркови, бесплатен јавен превоз, 5 нови булевари, ревидирање и прилагодување проценка данок на имот, да не ги читам, гасификација на Скопје. Сега дискутиравме дел од истото. Значи прво, 5 нова мегапаркови. Мегапаркот во Ѓорче Петров е реализиран и нормално тоа добива својата форма затоа што за истото нели нормално треба и малку време. Се работи таму веројатно. Во делот кој што е релевантен за граѓаните, а тоа е целосното чистење, средување на просторот од 50.000 метри квадратни, чистење на депонија од 50.000 метри квадратни, средување на просторот од 50.000 метри квадратни, нова паркова површина со наводнување и насади, кои што се основната функција практично на мегапаркот, се направени. Се работи на дополнителните содржини, кои што даваат додадена вредност на мегапаркот. Меѓутоа, мегапаркот како таков е готов. И нормално е дека тие дрвца, тие садници си се во фаза на нарастање, меѓутоа формата која што треба да ја добие ја има. Паркот во аеродром 27.000 метри квадратни е направен. Почнавме паркот 82.000 метри квадратни во аеродром најавувавте дека на друга територија ќе правите парк. Вие
Таму сменивте Вака, од 27.000 метри квадратни е завршена парковата површина. Останатата, односно втората паркова површина е предмет на промена на детален план кој што го очекуваме. Значи тие се работи кои што се непредвидени, меѓутоа ние не застануваме. И не можете вие да го минимизирате фактот дека 27.000 метри квадратни паркова површина е направена. Дали ќе биде локацијата тука или таму, тоа детално е пишано во програмата дека ќе биде во договор и во согласност со што е тоа кое што е достапно на терен и во комуникација со градоначалниците. Отпочнавме со Вардариште. Целосна санација, изградба на мегапарк, 240.000 метри квадратни е некој што го ветувал досега 60 години и ништо не реализирал. И сите избори како ќе дојдат, сите зборуваат за Вардариште, ќе си седнав на фотилјата и магично го забораваат. Ме интересира за мостот Беласица. Кога ќе биде целосно пуштен во употреба? Во моментот кога се ќе биде завршено од страна на ЕСМ. Зошто му го раскинавте договорот и на приватниот институт? Тоа е уште една лага и манипулација која што беше пласирана во јавноста и која што ако успеавте да видите, најверојатно не сте успеале во меѓувреме, беше и демантирана и беше коригирана од страна на медиумот кој што пласираше лагата. А тоа беше изјава на првиот човек на тој институт, Гаревски. Да, меѓутоа манипулативно ја пренеле и не соодветствува на тоа кое што господинот беше кажано во јавност. Што е вистината? Вистината е дека градот Скопје сето она кое што требаше да го направи, да обезбеди информација за тоа аналитично, значи каква е состојбата со мостот, дали има некакви или било какви оштетувања на истиот, го заврши. Анализата е завршена, она кое што беше доставено до нас е прегледано, разгледано и отпочнато е да се постапува. Санацијата од страна на ЕСМ, како што и кажавме од претходно, кое што тие си ја прифатија, е завршено и сега се во тек поставувањето на топловодните цевоводи кои што е нивна обврска во едно исто како и што беше. И после тоа ќе се пушти во целосна употреба. Значи повеќе пати кажав дека тој мост може и веднаш да се пушти. Меѓутоа од аспект на тоа бидејќи се извршуваат градежни работи на истиот за безбедност и сигурност не само на граѓаните, туку и на оние кои што работат градежно на мостот, согласно она кое што го добивме како анализа, беше дадена препорака да се пуштат 2 ленти на мостот и по завршувањето на работата да се изврши пробно товарење и да се пушти целиот во употреба. Колку сте сигурни во квалитетот на информациите кои што ги добивте од Институтот на Гаревски со оглед на тоа што имаше доктори на науки, експерти во областа кои што излегуваа со ставови за тоа дека во Македонија не постојат ниту услови, ниту капацитети да на се кого промери. мислите по-конкретно? Деканот на градежниот факултет е Он е конкретно. истиот декан што од дома по пижамија телевизија даваше диагностика за мостот. На тој мислите? Тој не даваше диагностика за мостот, даваше диагностика, рече дека несигурен, небезбеден, ќе се рушил, ќе паѓал така натаму. зошто по пижами? Сега малку е непристојно, мислам дека тоа. Јас не знам вие да дадете диагностика за мост, да ги плашите граѓаните на целиот град Скопје. Значи, Да кажувате нешто кое што воопшто не сте ни излегле на лице место. Да го погледнете и да направите било каква анализа, да тврдите и да сеете страв меѓу нашите жители. Факултет рече дека не постои лабораторија во Македонија која што може да Деканот утврди многу работи дали рече, повторно не можете да има трајно правите оштетување на мостот од пожар. многу работи рече и не можете да правите пребери прескок од тоа што го кажал. За нешто да кажал и да биде релевантно треба да има една целина во која што ќе има целата веродостојност. Ако тој кажал 5 работи кои што не соодветствуваат со реалноста, зашто да веруваме дека шестата е вистина? Значи се работи за сериозност на пристап, на однесување. Тој само рече дека нема услови овде да се провери дали има трајно оштетување на мостот. Јас да ви повторам, многу работи рече, од кои што ниту една не се испостави дека е вистина. Ама како да бидеме сигурни дека приватниот институт на Гаревски тоа го кажал? Ама сега, видете, не се работи за приватен институт. Ние ангажиравме сериозно вештачење кое што го правеше лиценцирана институција. Која е таа? Значи, сега ќе ви дадеме, побарете си податоци од јавен интерес и ќе ви ги доставиме и ќе ви ги испратиме. Значи, јас не знам зашто несериозноста и паушалноста на другите треба на вас да ви е основа за водење на цело интервју. Стварно не ве разбирам. Некој човек кој што воопшто ниту дошол да види што се случува на тој мост, давал телефонски изјави за истото и ги плашал граѓаните. Дали знаете која е сериозноста и импактот кој што таквите зборови кои што доаѓаат од личност која што би требало да биде интегритетна и релевантна во јавноста одекнуваат? И е. Навистина. Па да.
навистина е Па по декан- тие изјави, декан јас не сум универзитетски сигурна. професор? Јас се извинувам, меѓутоа функцијата и титулата тука во конкретниот случај ништо не значат. Паушалноста е многу посериозно нарушување на она кое што се прави за одредена работа од било што друго. И затоа сме у ова дерече кај што сме у Македонија, Кога ради ќе се- паушалности. кога ќе се Затоа што прави- никој базирано на факти ниту говори, нити работи. Да, кога ќе се прави пробно отоварање? Веднаш штом се завршат сите работи, за тоа известување очекуваме од ЕСМ и веднаш штом тие не истакнат, знам дека едно беше правено, треба да се направи најверојатно повторно, веднаш штом се завршат сите работи од нивна страна, што се однесува до нашата страна и до останатите институции, како Министерството за внатрешни работи, основното јавно обвинителство кој што во првите месеци ги прибира доказите и ние нашата како град Скопје ги завршивме. Сега за да може целосно да биде пуштена во употреба, очекуваме сигнал односно информација од другата страна и ќе пристапиме кон тоа да се заврши со пробното товарење и да се пушти целосно во употреба, иако тој, како што ви кажав и претходно, е сигурен и безбеден за граѓаните, што беше за нас приоритет. Благодарам за овој разговор. И благодарам и на вас. До крајот на емисијата одгледајте ја новата саботажа. Од мене пријатно. Почетокот е ветувачки. Сите се свесни за тоа што го предизвикуваат со својата импулсивност, па и покрај победничките крикови и гестикулации. Генерално се воздржуваат од дополнителен и неконтролиран изблик на емоции. Фатмир Битичи и сакам еден аплауз за него. Дојди Фатмир со мене. Бутел даде 2 министри кои што на врвно ниво го представуваат СДСМ. Еве и Славјанка е тука со нас. За Славјанка не смеам ни да спомнам, веднаш видеа ќе ми прават. Сепак, понекогаш и нешто заслужува од него да се направи видеот и едно е во целост да се ставиш во функција на стилото, сосема друго. Само да извикуваш пароли и да подпевнуваш милозвучни тонови. Наменети само за одбрана публика. Еу, љубов моја, еу, љубов моја, еу, љубов моја, еу. За вкусовите не се дискутира ниту за музичките, а уште помалку за политичките. Секој има право да си ги бира своите идоли и да си живее во илузија, дека и тие, и нивните стратегиски определби и цели, се уште живи и имаат живи приврзаници. На конвенцијата кажа дека учел од најдобриот политичар, предпоставам. Да. Кој е најдобриот политичар? За мене најдобар на сите времења е Јосип Брос. Јосип Брос Тито. Да. Следбениците на потезите што ги влечеше еден друг, понов Тито, си имаат сериозна мака со интересот на јавноста за нивниот ангажман и за одлуките што ги носат. Или тој е толку мал, или се тие толку јасни, што никому не му не достигаат дополнителни објаснувања. Ви благодарам. Повелете со прашање. За разлика од ваквата незаинтересираност, бранување општо, а особено внатрепартиски, веројатно предизвикуваат дискурсот во однос на причините за политичката трансформација во 2016 година, на која во голема мера и кумуваа и тие кои застанаа за предлогот и кандидатурата. Таа шарена револуција беше преврат државен инструиран однадвор, поттикнат и поддржан. Од кого? Она што Джефри Сакс ќе ви го објасни многу убаво, covert operations of the US Зошто? administration. И на крајот, ако водството на левица било експонент на странска служба, кој знае чија творба биле момците кои тогаш доминираа со јавната сфера, од и сега е очигледно дека се слободни суверенистички стрелци, на кои им пречи се, па веќе не ги бираат ни метите. Уште еден млад дечко на политичката сцена. Вело! Вело! Мераклија за младо Без оглед на симпатиите или одбивноста кон македонскиот Бранимир Несторовиќ. Едно е да се биде циничен и саркастичен, а сосема друго некултурен и гаден. Особено кога практично јавно признаваш дека единствениот мотив не е ништо друго, освен проста машка љубомора.